Економскиот раст во земјава повторно зема залет, констатира Европската комисија во својот годишен извештај за земјите од Западен Балкан и прогнозира дека растот за 2 години ќе надмине 5%. Последните проценки на комисијата се дека растот на бруто домашниот производ годинава ќе достигне 3,2%, до година 4%, а во 2021 година 5,1%. Меѓутоа, извори од Брисел коментираат дека многу веројатно е наесен, кога комисијата редовно прави ревизија на своите прогнози, токму во периодот кога се очекува датум за почеток на евроинтеграциите, дополнително да објави пооптимистички проценки доколку економскиот раст од 4,1% во првите 3 месеци продолжи со исто темпо и во текот на годинава. Главниот двигател на растот ќе биде инвестицискиот бум, кој би бил просечно околу 5,5% до 2021 година, пред се поради откочувањето на јавните инвестиции во инфраструктурата. Покрај тоа, приватните инвестиции исто така ќе пораснат поради зголемената финансиска поддршка на владата и од подобрената деловна клима како што земјата ќе напредува на својот евроатлантски пат, пишува во извештајот на Европската комисија за Северна Македонија. Токму забрзувањето на економскиот раст со стапки над 5% кои што ги вети оваа влада уште во својата предизборна програма е клучно за да се подобри животниот стандард на граѓаните. Сега бруто домашниот производ по жител во земјава изнесува $13,000, што е само околу 1/3, односно 35% од просекот на 28 членки на Европската Унија. Доколку македонската економија продолжи да расте со исто темпо како и досега, македонците ќе го достигнат просечното ниво на доход во Европа дури за 75 години, но со економски раст од 5% годишно, европскиот просек може да се достигне по 3 децении. Имајќи предвид дека над 80% од сите македонски производи што се продаваат во странство, всушност завршуваат на европскиот пазар, за движењето на домашната економија пресудна ќе биде иднината и на европската економија. А дека економијата и во следните 5 години ќе биде на врвот на агендата и на новото раководство во ЕУ, истакна и новата претседателка на комисијата Урсула фон дер Лајен во своето прво обраќање во Европарламентот. If we want to succeed with this ambitious plan, we need a strong economy. Because what we want to spend, we have to earn it first. For that, we need to strengthen the backbone of our economy, the small and medium-sized enterprises. They are innovative, they are entrepreneurial, they are flexible and agile, they create jobs, they provide vocational training to our youth. But they can only do all this if they have access to capital everywhere in this huge single market. Let's get rid of all the barriers. Let's open the door. Let's finally complete the Capital Markets Union. Our small and medium enterprises deserve it. And we need to work with the Stability and Growth Pact. Where investment and reforms are needed, we should make sure they can be done. We should make use of all the flexibility allowed in the rules. We are proud of our economy. We want to make it stronger. Последните проценки на Европската комисија за економијата на сите 28 членки се пооптимистички од претходно. Економски раст од 1,4% годинава и 1,6% до година.